Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп денес ќе одржа својата последна седница во овој советнички состав. Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачките ливчиња. Носителот на кандидатската листа за советници од ВМРО ДПМН за Прилеп, Билјана Кржевска, денеска презентираше дел од изборната програма. Прилепчанец завршил со убоди со нож по денешната сообраќајна незгода што се случила на раскрсницата Прилепски бранители и булеварот Гоце Делчев. Пронајдена бомба во атерот на село Врбијани. Ракометарите на Прилеп вечерва ја пречекуваа струга. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Времето денеска студено, на планините снежно, 26 см снег на Шапка, 12 на Маврово на планините, но и во Крушево, Тетово, Прилеп. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Советот на општина Прилеп денес ќе одржа својата последна седница во овој советнички состав. Донесе одлуки да бидат формирани паралелки со помал број ученици за ова учебна година во основните училишта, ги прифати извештаите на јавните комунални претпријатија Пазари и Водовод и едногласно предложи до изградба на погонот за комунален отпад. Седницата ја затвори претседателката на Советот која рече: Сакам да искажам благодарност кон целиот состав на Советот на општина Прилеп, со оглед на тоа што ова е последна седница на Советот на општина Прилеп во овој мандат. И по закон и по статутот на општината, членот на Советот има права и должности. Јас сметам дека секој еден од вас во таа насока работеше по правата и должностите. Јас сметам дека имаше дебата во овој состав, овој мандат. Следејќи се по тоа дека сум човек кој што вели дека секогаш може повеќе, ќе речам дека можеби можеше и повеќе, но јас сум задоволна од сите одлуки и акти кои што ги донесе овој состав на Советот на општина Прилеп во рамките на надлежностите кои што ги имаме како совет и во рамки на тоа што сакаме да направиме град да биде добар и достоинствен за секој еден жител на општина Прилеп. Така да, јас сакам да искажам благодарност уште еднаш кон вас, да бидете здрави и живи, да продолжите понатаму да работите и делувате во рамките на вашите можности, онаму каде што делувате, за да го напредуваме нашиот град, да не бидеме декадентни, да размислуваме за развој на нашиот град, од било која позиција во иднина ќе се најдуваме и со срце за Прилеп посакуваме на наредниот Совет на општина Прилеп и новиот градоначалник да имаат убава и плодна работа. Локални избори 2025. Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачките ливчиња. Државната изборна комисија го утврди изгледот на гласачките ливчиња. Гласачкото ливче за градоначалник содржи назив на гласачкото ливче, бројот на гласачкото ливче, место и општина, име и символ, доколку го има од подносителот на листата, реден број, име и презиме на кандидатите врз основа на податоците од матичната евиденција. Гласачкото ливче за членови на советите содржи назив на гласачкото ливче, број на место и назив на општина, реден број и символ, доколку го има на подносителот на листата,
име и презиме на носителот на листата врз основа на податоците од матичната евиденција. Исто така, делот од гласачкото ливче кој станува на кочанот на блокот ги содржи серискиот број на гласачкото ливче, општината и бројот на гласачкото место. Носителот на кандидатската листа за советници од ВМРО ДПМНЕ за Прилеп, Билјана Кржевска, денеска презентираше дел од изборната програма. Таа рече: Нашата работа е пред се грижа за секој човек во Прилеп. Обезбедуваме домашни посети и бесплатни здравствени услуги за најранливите категории. Секој повозрасен човек заслужува достоинствено и посигурно старење. Создаваме дневен престој со активности и поддршка за лицата со попреченост. Секој граѓанин мора да има еднаков пристап во градот и во институциите. Нашата визија е Прилеп кој се грижи за сите, без исклучок. Вистинскиот избор е град каде секој човек е важен. Да изградиме заедница на грижа и почит. Локални избори 2025. Од полицискиот билтен, прилепчанец завршил со убод со нож по денешната сообраќајна незгода на раскрсницата кај прилепски бранители и булеварот Гоце Делчев. Денеска во Прилеп е пријавено дека на крстосницата од улица Прилепски бранители со булевар Гоце Делчев се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило БМВ со прилепски регистарски ознаки управувано од лицето МДЖ, 63 години од Прилеп, и патничко возило Ауди А3 со прилепски регистарски ознаки. Според пријавеното, веднаш потоа настанала расправија помеѓу МДЖ и возачот на возилото Ауди, кој притоа со остар предмет го нападнал лицето МДЖ и му нанел убодна рана. Полицијата презема мерки за расчистување на овој настан. Во атарот на селото Врбјани пронајдена е експлозивна материја. Експлозивот е пронајден на 29 септември и е пријавено дека на местото викано Крушејански чаир во атарот на село Врбјани било пронајдена експлозивна направа. Веднаш од страна на пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување, експлозивната направа била безбедно подигната и е констатирано дека се работи за рачна бомба од Првата светска војна. Од спортот, ракометарите на Прилеп вечерва ја пречекуваат Струга. Во рамките на 6-тото коло во машката ракометна Суперлига, вечерва во 18 часот во салата на Средното општинско училиште Ристе Скиричко, ќе се игра надпревар помеѓу ракометниот клуб Прилеп и ракометниот клуб Струга. Пред 3 дена во воведниот надпревар од 5-тото коло во автокоманда, Алкалоид убедливо го совлада Прилеп со 47-21. Утре ден за джудо. Во спортската сала на Средното општинско училиште Ристе Скиричко ќе се одржи 15-тиот традиционален меѓународен турнир во джудо Прилеп град Херој 2025 Цевитана куп. Турнирот е во организација на Джудо клуб Осејшен од Прилеп со поддршка на Джудо Федерацијата на Македонија и е за возрастни категории, деца, помлади пионери и пионери во машка и во женска конкуренција. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по влажни коловози. Во 1 часот е укината забраната за тешки моторни возила на регионалниот пат Маврово-Дебар. Сообраќајот на регионалниот пат Никфорово-Леуново-Бунец е во прекин поради врнежи од снег и паднато дрво на коловозот. Се интервенира за негово расчистување, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Временска прогноза. Времето денеска студено, на планините снежно. 26 см снег имаше на Попова шапка, 12 на Маврово, а вистинска зима има и во Крушево, Тетово и Прилеп. Студениот бран ја зафати Македонија и ги намали драстично температурите. На повисоките места има врнежи од снег, на планините повремен снег, дуваше умерен и засилен ветер од северен правец. Минималната температура денеска се движеше во интервали од -2 до 7 степени, а максималната од 4 до 11 степени. За време на викендот, метеоролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска.
Техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.